Првата ми од процедурална природа, навистина не гледам како закон каде што се менуваат повеќе од 90 членови оди во скратена постапка и очигледно има тука некоја интенција да се изгласа побрзо за да се овозможат некакви бенефити на оние кои што се занимаваат со оваа проблематика во Република Македонија. Втората работа која што сакам да нагласам е дека ако навистина, затоа што овој сектор е подлежен многу на корупција и ако вие навистина сакавте да донесете добар закон, требаше да ги прифатите амандманите на ВМРО ДПМН каде што се ограничува кој може, а кој не може да работи со дистрибуција на струја и така натаму во Република Македонија. И третата работа ми е, покрај сите овие работи кои што ги набројавте позитивни, би прифатил дека навистина има некои позитивни, колку е способна мрежата да ги издржи овие напливи нови кои што ќе се создадат со претпоставките на Крешник Бектеши дека до наредната година по овој основ би имало 150 мегават часови производство од приватни собственици или од мали фирми. Дали е мрежата способна да го прими овој наплив на електрична енергија и да се дистрибуира или пак ќе се блокира мрежата? Јас како што се сеќавам, а добро се сеќавам, пред неколку дена тој кажа дека мрежата не е спремна и тука е прашањето зошто не е инвестирано со години и зошто се ограничуваат на оволку ниско производство на електрична енергија и приватните лица и правните лица. Навистина сметам дека беше добро да се донесе овој закон, меѓутоа транспарентна мораше да биде постапката, затоа што видовме што произлезе од овој закон и во тој дел ништо не чепнавте. Ниту имаме регулација со ТЕЦ основно и што се случи, ако знаете, а верувам дека знаете. Испадна со проценка дека треба да се прави јавно-приватно партнерство, па се понуди на вице-премиерот, тој само што испадна од владата, половина од инвестицијата во ТЕЦ основно е негова. Душко Заев има негова инвестиција. И синот на Муса Џафери има негова инвестиција. И навистина треба да се ограничи. Треба да се знае еднаш до каде може да се оди оваа држава. И она тело, не верувам дека ќе биде независно, кој што ќе ги дава лиценците, затоа што знаеме како оди таму давањето на лиценци и како условите можат да се исполнат или не може да се исполнат, познавајќи ги членовите на регулаторната комисија кои што треба да го дадат тоа. Ви благодарам.